Турскиот парламент изгласа продолжување на военната состојба во земјата за уште 3 месеци. Таа најпрвин беше воведена по неуспешниот воен удар на 15 јули, а беше продолжена за уште 3 месеци во октомври. Со неа се овозможува владата да го заобиколува парламентот во донесувањето нови закони. Исто така, во време на военна состојба, владата не треба да бара одобрување во врска со натамошното ограничување на правата и слободите, кога таа ќе оцени дека тоа е неопходно. Според официјалните податоци, во Турција се уапсени над 40.000 луѓе во рамките на истрагите во врска со воениот удар. Властите сметаат дека зад него стојат следбениците на муслиманскиот свештеник Фетула Ѓулен. Тој живее во доброволен екзил во Соединетите држави и отфрла секаква поврзаност со пучот. Продолжувањето на военната состојба доаѓа во момент кога во Турција се случија повеќе смртоносни напади на исламистите или курдските милитанти. Последниот беше во неделата кога вооружено лице уби 39 луѓе во еден ноќен клуб во Истанбул за време на дочекот на новата година. Во обраќањето до собранието пред гласањето, заменик премиерот Нуман Куртулмуш ја истакна решеноста на владата да се бори против сите терористички организации. Özellikle son Ortaköy saldırısı üzerinden daha önceki terör saldırılarında verilen mesajlardan başka farklı mesajlar da verilmek isteniyor. Bunlardan birisi biz 2017 yılında da milletin başına bela olmaya devam edeceğiz deniliyor. Biz de çok açık söylüyoruz. Hangi terör örgütü olursa olsun, arkasında kim olursa olsun, motivasyonları ne olursa olsun, biz de 2017 yılında bütün terör örgütleriyle mücadele etmeye kararlıyız, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Одговорноста за нападот во клубот Реина во Истанбул ја презеде милитантната група Исламска држава. Турскиот министер за внатрешни работи Сулейман Сојлу во вторникот изјави дека во минатата година властите осуетиле 339 напади, главно од курдските екстремисти. Сојлу рече дека полицијата привела над 3.500 осомничени членови на Исламската држава, од кои 1500 странски државјани.